Macedonian Bike Riders ќе организира 8-та хуманитарна велосипедска тура, долга 92 километра околу Охридското езеро. На оваа тема, ова утро во Македонија на утро, имаме линковско вклучување. Да, линковско вклучување од терен на колегата Никола Трајковски, кој што заедно со своите соговорници ќе ни даде малку повеќе информации за темата која што ја најавивме. Никола, добро утро. Добро утро, Сузе, добро утро, Бранко, добро утро до целата екипа која што го реализира денешното издание на Македонија на утро и секако добро утро до нашите гледачи. Поздрав од градскиот парк во Скопје, во оваа сончево и пролетно, би рекол, топло утро во главниот град. Околу 20 на степени е моменталната температура. Скопјани, би рекол, одамна разбудени. Дел од нив веќе се упатија кон работните места, а дел брзаа да ги завршат секојдневните обврски во овие утрински часови, додека се уште имаме пониски дневни температури. Инаку, како што и вие најавивте, утринава се наоѓаме токму во близина на градскиот парк со цел да дадеме една спортска завршница на денешното издание на Македонија на утро, односно да ја најавиме веќе традиционалната 8-ма поред хуманитарна велосипедска тура околу Охридското езеро, која што ја организира Сдруженијето Macedonian Bike Riders. Имена на 22 мај тие планираат да извозат 92 километри околу Охридското езеро, промовирајќи спортски и хуманитарни вредности. Каква е агентата за годинашната тура, кои се условите кои што треба да ги се исполнат за да се учествува нистата и како може да се пријавите за неа, утринава дознаваме од нашите соговорници Горан Богоевски од Сдруженијето Macedonian Bike Riders и Ема Петковска, иницијатор на годинашниот настан. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро. Горан, и годинава по 8 пат ќе се соберат сите велосипедисти кои што несебично уште еднаш ќе ја покажат својата хуманост на дела. Каква е агендата за годинашната велосипедска тура? Така, значи мај месец идеално време за возење, покана до сите велосипедисти, Охрид идеално место, традиционално како што спомна и ти по 8 пат веќе ја организираме турата околу Охридското езеро во должина од 92 километри. Се собираме од 8 до 9 часот за да добиеме на време да се потполнат изјавите, ќе има кутија за донација, да се припремат велосипедите, да се поделат стартните пакети, последни подготовки со велосипедите и во 9 часот е планирано стартот на самата тура. Ќе почнеме да движиме према Струга со умерено темпо нормално. Во Струга ќе присобереме уште учесници кои тој ден има и трка на поезијата. Значи ќе има и тркачи, маратонци. Секојаш проаѓаме таму, продолжуваме покрај само езеро и сопатуваме према граничниот премин Ќафаса. Секоја година средствата собрани од велосипедската тура завршуваат кај оние на кои што се најпотребни. Годинава ќе возите и ќе донирате за Светлана Ѓоргиевска. Има како дојде до вашата соработка и здружување на вашите сили токму во хуманитарни цели? Вака до Горан стигна писмото што го напишав јас и што по долг период е веќе врие по интернетов, во кое што јас побарав помош од сите луѓе кои што ќе сакаат да се приклучат, заедно да помогнеме на Светлана Ѓоргиевска. И сега повеќето луѓе веќе се запознаени со ситуацијата во која што таа моментално се наоѓа. И главниот проблем е дека Светлана Ѓоргиевска нема дом, нема каде да живее и е на улица. До Горан кога стигна писмото, тој ми сконтактира и ми кажа дека се заинтересирани оваа година турата да прават за Светлана. И така се најдовме и почнавме да организираме ствари што беа потребни во врска со турата. И сега да појасниме за нашите гледачи на кој начин средствата собрани во рамки на турата ќе може да и помогнат на Светлана. И па вака, значи најпрво сите луѓе што ќе учествуваат како велосипедисти што ќе возат околу Охридското езеро ќе можат да донираат на сметката на Светлана и да добијат стартни пакети. Да, имаме 2 стартни пакети од 300 и од 500 динари. Со другите луѓе кои што нема да возат околу Охридско езеро, а ќе сакаат да поддржат турата на Macedonian Bike Riders, исто така ќе можат да се приклучат и да донираат средства. Сите тие средства што ќе се соберат за време на оваа тура, тие средства ќе бидат за Светлана.
ги упатиме сите оние кои што не следат во моментов, дека и на Facebook страната на Macedonian Bike Riders и на самиот настан може да се информираат подетално околу начините на кои што може да донираат токму за Светлана. Да, сите што ќе сакаат да се приклучат и да помогнат на Macedonian Bike Riders и на Светлана Георгиевска на оваа тура, да, повеќе информации ќе можат да добијат на Facebook страната на Macedonian Bike Riders. Сметате ли дека токму моментот што самата велосипедска тура годинава е хуманитарна, впрочем како и веќе 8 години поред досега, е дополнителна мотивација за учество на што поголем број на велосипедисти? Па со самото тоа што турата што Macedonian Bike Riders ја организираат во случајов за помош и поддршка на Светлана Георгиевска, турата добива друго значење. Сега делот, мислам, учесници на турата не се само луѓето што ќе возат околу Охридското езеро, тука се сите луѓе што ќе поддржат турата нели од страна, како финансиски или на друг начин, како и нашите пријатели што се приклучија со производи и студиото кое е одговорно за принтање на дизајните на биџовите, на стикерите, на сите оние би рекол кои што ќе бидат нели морална и логистичка поддршка на самиот настан. Затоа што мислам иако највеќе јас и Горан го тегнемо сето ова како без сите заедно по оваа тура нема да се организира како што треба. Така, стои огромен тим за целиот настан. Не сме само ние двајца, тоа да го нагласиме и да кажам фала еве на сите што се приклучија да помогнат на Светлана Георгиевска. Не ги знаеме сите со име и со презиме, вие знаете кои сте. Да, фала. Ќе се препознаат. Горан, инаку ова е тура за оние кои што се кондиционално поподготвени, би рекол. Турата стартува во Охрид. Низ кои места точно ќе поминате во рамки на турата долга 92 километри и колку време е планирано за да се помине истата со оглед на тоа што влегувате во делот на Република Албанија? Така, ќе надополнам повторно ема за сите што ќе дојдат и сака да го поддржат овој настан, оваа тура, организираме како и другите години и ревијална тура која ќе биде од Охрид до Струга. Значи сите тие велосипедисти што ќе дојдат и сакаат да возат со нас, а не се кондиционно спремни за сите 92 километри, ќе им овозможиме од Охрид до Струга да извозат, да донираат, да бидат дел од тој голем хуманитарен хепенинг, после да останат во Струга да уживат во тој град. Значи турата во 9 часот, 22 мај, Охрид пред салата Билјанин извори. Тргаме, се движиме према Струга, Ќафасан, да напоменеме дека ќе имаме 2 освежителни станици со поддршка наша, со овоше, со води, сокови. Се спуштаме према граница, Поградец, се прави поголема пауза од 2 до 3 часа, Свети Наум, ќе го посетиме Свети Наум, да го искористиме и времето и денот. Се враќаме назад, уште една попатна станица кај музеот на вода, завршуваме во Охрид. Планирано време за турата некаде околу 8 часа, пошто веруете најмногу време се губи кога се застанува и се слика. Преовладува самата тура со прекрасна панорама од било која страна, од Албанија, цело време се гледа Охридското езеро, прекрасната Галичица, па од другата страна Свети Наум, водите, изворите на Охридско езеро. Тука најмногу се губи. Самото возење иначе брзо може да се извози за 3-4 часа, ама како што спомнавме порано, ова е рекреативна тура и сакаме на сите што ќе дојдат да земат учество, да го може да го извозат, да не се разочаруваат. Може и оди и слика има угорница од 10%, тоа е најтешката. Другите се пократки во Македонија угорници, ама со наша поддршка и логистика секој што ќе дојде. Секоја возраст веќе имаме најави со деца да се уклучат тога. И порано имавме такви случаи да дојдат и малолетни и постари, значи ретко кој се откажал. Сите имаат извозено, желбата и адреналинот ги води сите. А и хуманитарниот карактер на трката дефинитивно се го прави. Да, акцент најмногу ставаме на тоа. Најмногу на хуманитарниот. Ајде уште една сервисна информација, до кога е отворено пријавувањето за самата трка и кои се оние услови кои што впрочем треба да ги исполни секој за да може да биде дел од трката? Така, фала за прашањево. Вчера и завчера често прашуваат. Нема пријавување кај нас. Значи, турата е од отворен карактер, може да земе учество кој сак, кој има техничко исправен велосипед и кој се чувства дека може да ги извози тие километри. Пријавувањето нема. Се доаѓа, се пополнува изјава за учество, се донира на лице место, како што спомна има 100, 200, 300 денари, 500, кој колку може, кој колку сак. Сите тие што ќе донират
сума од 300, 500 или повеќе нагоре, обезбедени се од нас, од нашите пријатели, соодветни пакети, како еден вид на благодарност од наше име, од Macedonian Bike Riders и од името на Светлана Георгиевска. Значи, отворено од карактер, може да дојде кој сака, има најава од цела Македонија, веќе пишуваат, од Штип, од Тетово, од Гостивар, дури од Албанија, од Тирана ни сконтактира, пошто јавен ивентот, значи, до година сакаме и тежина да добие, да се приклучат на вакви работи, работиме тоа, регионален и со учесници велосипедисти од Албанија. Што од опрема конкретно треба да поседуваат сите оние кои што ќе дојдат и кои се оние најнеопходни подготовки кои што треба да се направат пред тргнување на една ваква хуманитарна велосипедска тура? Така, па веќе сезоната е во ек, значи верувам дека ги направиле основните подготовки, основен сервис нормално да е во функција велосипедот, да функционира добро, кочниците добро напумпани гуми. Од опрема велосипедска сите знаат, заштитна кацига, научари за сонце, ќе биде топло во Охрид, крем за сунчање ќе биде, пошто покрај езеро знаеме да изгориме, нешто ситно бонжит, ама пак напомнав, ќе имаме 2 освежителни станици, кај што Ема и уште еден пријател ќе бидат таму, ќе добијат овоше, ќе добијат освежување во вид на вода, бонжити, барови, протеински, така да само желбата, љубовта да дојдат и да извозат со нас. Она што е сигурно дека временските услови ќе одат во ваш прилог, а кога се вози во хуманитарни цели, ниту топлото време секако не е пречка. Кон крајот на денешното линковско вклучување, за уште еден успех кој што неодамна го постигнавте заедно со членови на Сдруженијето Macedonian Bike Riders, учествувавте и на настанот Прв до врв, традиционален секако во главниот град. Така, јас сум позитивно изненаден. Направив на брзина екипа, тим. Немавме никакви припреми, поготово за таа трка. Си возиме ние малце со јако темпо и на нашите тури што секој се организираат во недела. Да, мора да ги пофалам девојките. Освоивме 3-то место во ПРО, девојки во друмски велосипедизам. Екипно прво место, девојки во друмски и исто прво место хоби девојки друмски велосипедизам. Поздрав до сите нив. Мило ми е, среќен сум и тие беа среќни, осетија она трка, она жар што се дава во борбата, осетија адреналин, осетија што значи да си дел од една таква голема манифестација, од една трка кај што те понесува стварно адреналин, она бројка на луѓе која влагаш и се надпреваруваш. Се поместија многу граници, пошто вонно е на 1060, кој возел знае колку е проблем да се искачи гори, колку бара подготвеност, сила и енергија. Честитки уште еднаш, секако и ние се приклучуваме кон честитките за велосипедистите. Благодарам за разговорот. Оваа велосипедска тура е уште еднаш одлична можност да се спојат токму секако спортот и хуманоста и да се покаже дека велосипедистите, но и генерално сите спортисти кај нас без размислување се вклучуваат во хуманитарни активности да помогнат онаму каде што е најпотребно и во оние моменти кога е непотребно. Благодарам уште еднаш за разговорот. Фала и до вас. А почитувани, секако имате и вие време, подгответе се, пријавете се на хуманитарната велосипедска тура и поминете ги на убавите делови околу Охридското езеро, рекреирајќи се и возејќи на велосипед, а велат мотивацијата е двојно поголема кога се работи за хуманитарни цели. Спортски поздрав од нас. Никола, ти благодариме за твоето вклучување заедно со твоите гости од градскиот парк.